Задоволство и радост го пречекува мојот прв соговорник за денеска. Втор пат се дружиме по повод неговите успеси, а веќе сите добро го знаете за тоа што е исклучителен професионалец и ретко реализиран уметник како на домашната, така и на светската сцена. Со мене во наш подиум Игор. Добре дојде. Поздрав и драго ми да сме повторно заедно. Јас сите во емисија. Поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. И еве ме, пред одење, пак кај тебе. Пред заминување, повторно кај мене. Пак кај тебе. Да. Игор, 2025 година беше многу плодна. Да. За тебе се случи балетот поема за талкањето, каде што ги обедини Моцартовиот реквием и божествена комедија на Данте Алигиери. Потоа се случи и представата Ајде, која беше изведена во рамките на Скопското лето. Дали од оваа перспектива можеш да кажеш едно свое видување на тоа како помина 2025 година за тебе во професионален контекст? Па пред Ајде се деси премиерата на Прометеус во Германија. Да. Така да. Благодарам што ме потсети. Така да, дали сум задоволен? Да, задоволен сум затоа што не така често може да се деси ти во една година да искреираш 3 целовечерни представи. Представи кои што барат многу време. Тие што ме познаваат како кореограф знаат дека јас обожавам покрет и дека во тоа му доаѓа у 3 сати, еве по сати 15, уште сат време програм, значи тоа се многу кораци, многу чекори понашки, многу чекори кои што треба да ги смислиш, да ги вклопиш во идејата, да се склопи с музиката. Дел од нив беа, пример, Прометеус беше со оркестар, што значи дополнителни екстра проби. Да, сум задоволен. Пак ќе кажам, затоа што 25 им беше плодна година, за кој што не дека 24-та не ми беше исто, но сум задоволен затоа што не секој дневно, не секој пат кореограф доаѓа во ситуација да искреира 3 целовечерни представи во 3 различни земји, на 3 различни начина, со 3 различни теми и идеи позади тоа. Значи, прешалтување од една во друга во трета. Така да, сум за навистина задоволен и да ме држи само здравје, да ми функционираат нозите. да има уште повеќе креации. Мислам дека на секој кореограф, на секој уметник му е добро кога своите идеи ќе ги видиш на сцена. Да. Мило ми е што го искористи терминот креатор и јас ќе се закачам токму за ова зборче, ќе се надоврзам на една дефиниција на креативноста, на која што најдов некаде по дигиталниот свет. Креативноста беше дефинирана како умешност да се поврзат информации од два различни светови. И мислам дека токму ти тоа го правиш. Зборувавме и претходниот пат кога беше мој гостин за поема за талкањето, како успеа да ги обединиш божествена комедија и реквиемот на Моцарт, и мислам дека токму тука лежи и твојата умешност. Рече дека идејата е да се креира, да се биде иновативен, и мислам дека многу добро тоа го правиш. Како изгледа мисловниот процес и процесот на создавање? Дали е некое синестетичко искуство каде што ти ја слушаш музиката па ги создаваш чекорите, или пак имаш некоја форма во главата на која што подоцна и даваш звук? Вака, зависи од тематиката. Пример, за Данте и за Моцарт реквием беше направено на начин дека прво морав да имам, секош во креација кога има тематика позади мора да имаш brainwash. Значи буквално сати поминати прво со драматургот со кој што работам, па потоа слушајќи музиката сам со себе, така да тие часови на создавање идеи, која е идејата позади тоа слика, значи не само ја имам идејата ги споеме например Данте и Моцарт заедно, но имаш 14 ари, пасоси, како се викаат, значи секој од нив мора секој од нив мора да направиш секоја слика да е поврзана меѓу себе. Дали тоа ќе е во реквием, дали тоа ќе е во Ајде, затоа што Ајде исто имаше приказан позади. А Прометеус исто, Прометеус е првата единствениот балет кој што Бетовен го има напишано. Една опера, еден балет. Значи, иако е либретото е внатре, но се трудам и
без разлика на тоа што имаш ти либрето, да не идеме секогаш буквално на тоа што е напишано. Ние даваме јас давам едно ново видување како свој поглед на сето тоа, така да саати поминати слушајќи саати на музиката, затоа што таа музика е тоа што ти дава инспирација. Кога веќе ќе имаш идејата позади тоа, имајќи идејата позади тоа, музиката например е реквием толку моќен. Да, зборувавме и во нашата претходна дружба колку хардкор комбинација е реквиемот. Али исто кога ќе се вратиш назад и на Прометеус. Бетовен, значи повтарање на музика, па менење на тактови, менење на ритам, значи го знаеме Бетовен на кој начин функционира, така да можеби затоа и таа представа да круче со Прометеус или чудовиштата на Прометеус, суштествата на Прометеус е балет кој што не често е изведуван, затоа што е многу комплициран да се направи и не секој ја има таа инспирација и заја, како се вика, желба, да се фати за тоа дело. Но кога ми го понудија првото дело, викам, окей, чекај, дај прво да слушнам музиката, кога слушнам музиката реков, окей, we can go for it. Значи, можеме и доаѓа тие моменти на саати разговор со драматурго и слушање на музика. Така. Доволно беше за 2025 година. Веќе кога сме во овој дух, како ја дочека новата, дали успеа малку да одмори за време на празниците? Одморив, таман доволно доста време, затоа што има време да се подготвам. Сега сум моментално во тај веќе нов процес кој што 26-та си го носи само себе, затоа што здравје Боже за месец дена веќе треба да пак да патувам во не така далечната и не така давна земја кој што сум бил претходно. Се одморив, мислам дека сега телото е спремно, мозокот е спремен, 25-та заврши. Меѓувреме само да кажам дека предавајќи на академијата во Љубљана. Тука секогаш предавам, секогаш како што држам два предмети, морам во еден од предметите да се створат мали минијатури заедно со играчите, затоа што они се кореографи, танчери внатре. Така да, значи дел од мојот предмет е креативност и композиција е да створат кореографија со моја помош. Некогаш кога прва година нарочи студентите ја нема таа инспирација, јас морам да влетам внатре, јас да ги создавам тие дела од 10 минути кои што треба да се презентираат на крајот со колоквиум. Така да, освен трите големи целовечерни представи, имав и две минијатури кои што се десија таму. Така да, заврши 25-та, 26-та веќе добро започна и нови хоризонти се отвараат испред мене. Така, што е следно? Следно е, здравје Боже, доколку се биде како што треба, на 4 април е закажана премиерата на The Magic Night или Магичната ноќ по музика на Курт Вајлд, германски композитор, кој што треба да се деси во Државниот театар во Нижи Новград, во Русија. Се врати под Русија, сега пак во Русија некако тај источен дел ми иде. Све е многу спонтано дојде се тоа, значи не го планира, сака буквално се посветам на нешто друго што можеби ќе се деси, доколку биде све окей во јули месец, но ми беше изазов за во краток период, предизвик уствари во краток период да се прифатам на едно многу музичко тешко дело. Така. Тешко дело затоа што Моцарт е тежок, Бетовен али има лирика. Тука нема лирика. Може би затоа што станува збор за малку посовремен композитор. Точно. Magic Night е представа која што е наменета за деца, но во овој случај ќе се претвори во представа за сите генерации и решивме да идеме на тематика во оригиналното либрето се дешава каде што куклите во полнок оживуваат. Тоа исто е. Додека децата спијат. Да, но го изврливме тоа оригинално либрето и отидовме на ситуација дека ние како луѓе сме кукли кои што имаме секака различна шминка на нас. Односот помеѓу сите нас се тие кукли кои што некогаш се заборавили. Така да идеме на тоа да секој од нас ја тргне шминката која што има и покаже едно ново лице, едно ново дејство во таа ноќ од 12 до 6 сабај. А кој ги контролира куклите? Емоциите, затоа што со налив на емоција секој од нас може и да проплака, и да се просмее, и да реагира, да се налути. Значи, таа емоција е тоа што нешто не носи нас да реагираме различно. И тие емоции, секој тие кукли во таа представа се заборавени и некаде ставени позади. Да. Балетот како уметност во Русија е
исклучително почитуван. Да. Зборувавме со тебе, повторно ќе се навратам на нашето претходно дружење и за тоа колку публиката е информирана и култивирана кога станува збор за балет. Значи не случајно посетителите на твоите представи таму се таму. Да. Каде што се, што значи ова од логистички аспект, колкава поддршка имаш од театарот таму, со кој тим ќе работиш, како се одвиваат подготовките? Све, значи буквално сега денес пред да се вратам имам Zoom, веќе почнавме со драматургот и со менеджерот на театрот. Тоа е релативно театар со години позади. Представата ќе се одржи на, они викат, на историската сцена, затоа што секој град има историска сцена и нова сцена. Што значи тоа? Историска е, значи, градена пред со векови. Значи, како например кај нас МНТ да беше уште да функционираше, тоа ќе беше веќе историска сцена, а МОП е веќе нова сцена. Нова сцена. Така да, благодарам на појаснувањето, научив нешто ново и јас. Значи имаш Болшој нова сцена, Киров балет има и историска сцена и нова сцена. Така да 60 млади играчи, 60 играчи кои што се генерално класично подготвени или подковани, но е интересно кога еден европски кореограф ќе го пренесе тоа европско знаење кај нив, затоа што они самите со себе, руската популација или руските кореографи се подготвени повеќе се посветени према класиката. Класичен балет, добро. Така, но не значи дека и таму има доста кореографи кои се бават со модерно, но публиката е се уште научена да го гледа тој класичен изричај на играчите или представите. Сега кога ќе дојде некој од Европа и ќе го пренесе тоа, е на некој начин така свежина може би им внесува. Друг е пристапот кога веќе сме там. Така да тоа ми е примерата за во Русија. Измеѓу треба да се деси, работиме, се надам дека таа македонска крава сода кој што веќе многу време нека ќе биде бел ден. Сме во преговори, сме во подготовки. Здраве Боже, наскоро ќе се деси тоа чудо да се знае дали во кој правец ќе се движи представата. И за 29 ноември ми е закажана представата Хефи Хелиум, кој што пред 15 години има поставено во Словенија, но во скопот на Балкан Денс платформата, каде што оваа година славиме 15 години постоење. Со буџетот кој што успеавме како Балкан Денс платформа да го добиеме од страна на Creative Europe, сега се мрежени Сараевски ратни театар од Сараево, Мадлен театарот од Белград и Загребашки плесни ансамбл и фестивалот Велење внатре да се ствараат сега помали представи со UVR мод, но буџетот ни дозволува да на крај тој двогодишен програм го затвориме со 15 години од прославата на Хефи Хелиум и уместо со 4 играчи кои што оригинално беше поставено, сега ќе се постави со 10 играчи. Представата станува збор за распадот на тогашната Југославија. Хелиумот кој што тој балон кој што е наполнет со хелиум, кој што ден денеска го дишиме сите ние околу нас. И се уште не повлекува во таа страна. Музиката е напишана од страна на Горан Бојчевски, наш битолченец кој што живее во Целје, така да еве тие три премиери ми се закажени за 26-та. Здравје Боже. Да, поправиме ако грешам, ми се чини дека сподели со мене и повторна изведба на представата Ајде во родниот Штип, така? Еве, да ги поканам сите штипјани. Сите штипјани? Сите штипјани на 30 јануар во 20 часот во Народниот театар во Штип. Повторно Ајде на сцената на Народниот театар. Сите кои што се љубители, кои што сакат или кои што не успеат да видат представата, се добре дојдени. Картите ќе бидат пуштени од понеделник. Мислам, сега, од денес, понеделник сме за понеделник, ќе бидат пуштени во продажба, ќе се на веб страната на театарот или со јавување на телефон, сите знаат како функционира системот во Штип, така да за сите мои драги штипјани, бујром повелете на 30 јануар, петок во 20 часот во Народниот театар во Штип, исто некаде доколку биде секако што треба на средината на март истата представа треба да се деси и тука во Скопје и да од тука на некој начин, доколку се чекаме да видиме резултатите што ќе бидат со Министерство, да се направи една турнеја низ Македонија, тоа ни е план, да се направи една турнеја низ Македонија, каде што во другите градови во Македонија, како што е Прилеп, Битола, Велес, Тетово и така натаму, зависно тоа, да луѓето успеат луѓето во другите градови во Македонија, не само во Штип, да успеат да ја видат таа представа, затоа што мислам дека заслужува да тие млади играчи, што првенствено наменета за помлада, за
за играчи кои што се завршени, кои што се во склоп на танцовото образование да имат подем каде да го изразат својот талент, а инаку кореографијата е заедно правена со мојот помлад кореограф, помлад колега Бојан Мицев, кој што е уште од Штип, така да ето тоа е тоа. И само што да додадам дека моментално сум во една креација со една млада талентирана наша балерина, исто по потекло Штип, која што живее тука, Антонија Таназовска, која што еве се спрема за поголеми врати и освен класичните варијации кои што се потребни за надпреварите кои што идат ова година, треба да има модерна варијација или модерно соло, каде што моментално еве пред неколку дена почнавме и додека сум тука треба да го завршам тоа соло со неа, така да ете мојот желбата кога отидат талентирани играчи да не ми пречи ништо за да го пренесам на нив. Прекрасно, Игор, ти благодарам. Најпрво ќе кажам, се воситувам на се што правиш, а и се чудам како постигнуваш да го направиш сето тоа. Штом се сака, се прави како мене вака. Ти благодарам уште еднаш, ти посакувам успешен почеток на 2026 година и штом си повторно во Скопје, секако ќе зборуваме и за сите нови танцови процеси кои се случуваат кај. Благодарам уште еднаш на поканата, на сите ви посакувам се најдобро, ја ти се слушаме, се гледаме, здраве Боже, само за убави работи. Така.